Доколку децата знаат кои се опасностите на интернет, какви последици ќе има врз нив доколку се соочат со злоупотреби и сајбербулинг. Случајот јавна соба ја разбранува јавноста. Дополнително на социјалните мрежи се појавуваат видеа со непримерно однесување на поединци. Психолозите велат вината и одговорноста е на сите. И покрај негативните страни од изложеноста на електронските медиуми, сепак децата не можеме да ги изолираме од употреба и влијанието на социјалните мрежи. Затоа е подобро навреме да ги научиме безбедно и одговорно да го користат интернетот. Би сакала да започнам со моментот дека се поактуелен но е присуството на сајбер насилството меѓу младите. Како дел од образовниот процес, нашите информации и податоци врз основа на анкетите во училиштето говорат дека порано мощно присутно беше физичкото насилство, за разлика од денес кога сајбер насилството зема свој замав. Она кое сакам да го напоменам е покрај сајбер насилството се поприсутно е психолошкото и емоционалното насилство, посебно меѓу учениците, односно булингот, кои самите ученици, повеќето значи од нив, не го препознаваат. Бидејќи често пати соочени со такви ситуации, кога ќе бидат повикувани на разговор околу тоа зошто се случило и како, сметаат дека тоа не е ништо, не направиле ништо, едноставно не се доволно информирани и едуцирани да го препознаат насилството. Затоа, како образовна институција, сметаме дека од посебна важност едукацијата и подигнување на свеста кај учениците за препознавање на насилството, секако вид на насилство, бидејќи во самата едукација и информираност гледаме превенција за заштита од овој вид на асоцијално однесување. Да се навратам на сајбер насилството, кое е актуелно, како што напоменав на почетокот, меѓу младите. Се поприсутни се информациите меѓу медиумите и сите овие случувања кои имаат и примеси на присуство на сексуално насилство и вознемирување, актуелната ситуација со јавна соба. Зошто се должи и на што се должи сето ова? Значи, причини има многу, одговорноста и вината не можеме и не смееме да бараме и посочуваме кај еден дел, односно еден сегмент. Сите ние, значи како родители, како дел од образовните институции, медиумите, општествените промени што се случуваат, ги сметаме како важни чинители и фактори кои допринесуваат за оваа појава. Ја би се задржала на психолошкиот момент. Значи, децата, зборувам за деца во периодот на пубертетот и адолесценцијата, се препознатливи за овој период. Карактеристично е што имаат потреба, значи, да бидат видени, да се докажуваат, имаат потреба за внимание. Самиот период низ кој поминуваат на некој начин го допринесува тоа. Па токму тоа и до некаде причина да виртуелниот свет, односно интернетот, представува добра можност за појава на сите овие ситуации присутни меѓу младите. Неретки се случаите, како што рековме, на сексуално вознемирување, потребата за докажување, снимањето на TikTok со возење со недозволена и неограничена брзина. И би напоменала дека во позадината на сето ова има длабоки психолошки моменти. Накратко би напоменала кои се карактеристиките на децата кои вршат насилство. Значи, децата кои вршат насилство се карактеризираат со една доминантност,
Значи станува збор за доминантни деца кои водат сметка за своите потреби. Тие се единствено важни, немаат свест и немаат чувство за другите, не знаат како се чувствуваат другите доколку некој биде повреден, го немаат моментот на емпатија. Тие живеат во моментот овде и сега. Значи битно е да се задоволат, како што напоменав, нивните потреби. Тоа се деца кои се супериорни, воедно деца кои не поднесуваат и не почитуваат авторитети. Значи агресијата покрај што прикажуваат кон останатите деца, ја покажуваат и кон родителите, кон професори, значи се што представува некаков авторитет. Но она што сметам дека е битно да се знае дека во суштината на таа супериорност и агресивно однесување сепак лежи еден момент на една внатрешна немоќ. Тие деца длабоко во себе се чувствуваат немоќни, несигурни, имаат ниска самопочет и сето тоа агресивно однесување кој го манифестираат кон другите и пред другите е резултат и всушност представува одбрана од сето она што го чувствуваат во себе. Чувствителните и плашливите деца се најчесто од другата страна, односно тие стануваат жртви на булингот. Од друга страна пак децата кои се жртва на насилството се деца кои се плашливи, односно на психолошкиот аспект, деца кои се плашливи, повторно деца со ниска самодоверба, деца кои се повлечени и се емоционално пречувствителни деца. Тие деца на агресивниот напад од страна на другите не можат, не знаат или пак не се воспитани, и тоа е битен момент, да вратат на истиот начин како што некој реагира кон нив. Што би сакала да додадам овој момент, дека во однос на физичкиот изглед претежно се тоа дечиња кревки, слаби, но и случаи на деца кои се, да речеме, побуцкасти со прекомерна тежина и не секогаш постои можност, значи, кон ваквите деца, покрај тоа да бидат исмејувани, што е еден вид на насилство, да се манифестира агресивно однесување во однос, како што напоменав, на физичките карактеристики. Кој се може покрај овие карактеристики да биде жртва на насилство, тоа се и децата со посебни потреби. Имаме случаи кога деца со посебни потреби во периодот, значи сега кога се со инклузивното образование присутни во училиштата, можат и се често жртви на насилно однесување. Често пати се тоа деца кои се отпослам дојдени во оделението, односно класот. Деца кои, како што напоменав, во психолошкиот момент се со ниска самодоверба, но и оние деца кои покажуваат исклучителни способности, потенцијали, успех и желба да напредуваат во своето знаење, многу често се жртви на насилство и она познато насилство меѓуврсничко, односно булингот. Се случува таквите деца кои покажуваат одредени потенцијали и исклучителни постигнувања, доколку се најдат во средина на деца каде што зборувам училишна средина, каде што преовладува мнозинство на деца кои немаат такви афинитети, да бидат на некој начин малтретирани, омаловажувани, се извинувам, исмејувани и многу често понатаму, во понатамошните години од образование, со цел да не го доживеат тоа или да не бидат отфрлени од групата, своите потенцијали да ги потиснуваат, се со цел да бидат прифатени и да не бидат изложени на сето тоа. Насилното однесување никогаш не треба да се премолчи. Учениците треба да се едуцираат
како да препознаат насилство, затоа што тоа е важен чекор и во превенцијата. Нашата должност како чинители на образовниот процес е токму тоа да се потрудиме и верувајте дека се трудиме да изнајдеме начини и механизми да ги информираме и едуцираме учениците да не замолчуваат под било какво агресивно и насилно однесување. Преку најразлични работилници и проекти, преку одредени тематски содржини кои ни се предвидени за класните часови, се обидуваме да подигнеме свеста и важноста на учениците за препознавање на насилството, бидејќи во тоа гледаме можност и превенција од насилството. Значи, ние децата ги учиме дека тие не смеат да толерираат, покрај тоа што не смеат да пременуваат, туку не смеат и да толерираат и да молчат доколку се соочат и бидат жртва на насилство. Не секогаш и сите се гласни и доаѓаат тоа да го кажат, но морам да напоменам дека имаме искусни професори, класни раководители кои тоа го препознаваат. Значи, многу често се случува, ако не самите деца да го пријават насилството кој се случува, предметните професори и класните раководители едноставно ликот, однесувањето покажува дека нешто се случува. Го препраќаат на разговор и потоа е тоа, значи, момент кога може да се допре до причините поради кое едно дете се однесува на поразличен начин од претходно. За нас показатели се и промените кои настануваат во однос на училишниот успех. Значи, се случува дете кое покажува одличен, добар успех, во еден момент да се доведе во ситуација да сето тоа биде спротивно, значи бројот на слаби оцени, отсуството од училиште е доволен показател дека нешто се случува со децата. И во тој момент за нас останува најважно, значи покрај разговорот со детето и соработката со родителите. Ние инсистираме на голема соработка со родителите. Зошто? Бидејќи ние сме тие кои ги гледаме промените кај децата што се случуваат во училиштето, но за нас е многу битно да дознаеме што се случува со детето дома. И затоа таа соработка, значи ученик, родител, училиште е нешто на кое придаваме посебна важност. Булингот е секоја форма на непосакувано и агресивно однесување во училиштата, кое не застанува таму, туку продолжува да ги следи децата во домот преку интернет мрежите. И двете страни, децата кои се малтретирани и оние кои малтретираат други, може да имаат сериозни, трајни проблеми. По пријава, дали е од страна на самите ученици или класниот раководител, се повикува најнапред детето кое е жртва на насилство. Се разговара и сослушуваме страната негова. Потоа се повикува детето кое извршило насилство или групата која вршела насилно однесување врз детето. Доколку по дозвола нивна се дозволи, тие деца меѓусебно се соочуваат, но доколку не се дозволи да бидат соочени едно со друго, тоа го почитуваме. Во моментот кога ќе се дозволи тие деца да се соочат, целта е да се научат децата да согледаат што тоа дете кој извршило насилство допринело и направило кај другото дете, да разбере тој момент на емпатија што го напоменав на почетокот, да разбере како се чувствува другото дете, со какви емоции се соочува, какви чувства потикнало агресивното однесување, и тоа соочување има токму таа цел. Многу често меѓу учениците се случува, значи после долги разговори,
Иако на моменти има негирање, одбивање, па јас не направив ништо, па тоа не е така, се тоа ќе помине и на крајот никогаш не приселуваме тие да се смират доколку вистински не го почувствуваат тоа. Бидејќи ако се присили детето, значи да подаде рака и да излезе од просторијата, не сме успеале многу, затоа што тоа е некој краткотраен ефект, моментален, но битно е да се смени свеста на децата и тие промени се долготрајни, што е всушност основната цел. Да се подигне свеста кај децата за тоа што представува насилството и какви последици предизвикува кај другите. Бидејќи последиците се огромни, ние се соочуваме со агресивни однесувања, но немаме искуства со насилство од повисоки размери, но сепак ние исклучуваме во ниедна ситуација и ни во еден момент разговорот и за такви видови на насилство. Токму тоа, како што реков, целта е да се едуцираат, бидејќи превенцијата е токму во тоа. Подигање на свеста, затоа што последиците се огромни, не за жртвата на насилство, туку и за сведоците кои присуствуваат на насилството, како и за детето, ученикот кој го врши насилството. Има примери во онлайн наставата на вакво насилство? Видете, конкретно ќе зборувам за нашето училиште. Оваа година педагошки мерки за несоодветно однесување немам изречено. Тоа значи дека немаме пријавено случаи за агресивно однесување кон учениците, кон самите ученици или пак агресивно однесување, подразбира и агресивен однос на професорот кон ученикот и обратно ученикот кон професорот. И показател ни се педагошките мерки, бидејќи немаме изречено педагошки мерки за несоодветно однесување. Педагошките мерки се изрекуваат за секое непристојно, недолично однесување на учениците, секако и она обратна поставеност наставник-ученик. Иако сум информирана и слушам и беше јавноста запознаена дека е присутно, но за во нашиот случај во училиштето такво нешто се нема случајно. Социјалните мрежи, покрај тоа што служат како извор на забава, имаат и некои дополнителни страни. Тие придонесуваат за компјутерската писменост, развивање комуникацијски вештини и поттикнување на креативност, но секогаш мора да се внимава и на лошите страни. Да почнеме што самиот почеток, односно дали технологијата или информатиката влие негативно на сите овие работи, дали трендовите се, да речеме, поттикнати или убрзани со развојот на технологијата. Мора прво да се осврнеме на историски, ако гледаме, орудијата биле изум на човештвото за да си го леснат своите работи, но понатаму истите тие орудија се користија за многу лоши работи, односно беа злоупотребувани во однос на нивната намена. Така и интернетот ги отвори широко вратите во светот за сите категории на луѓе. Се отвори оној чудесен свет на Алиса, каде што, нели, кога ќе влезете во него, има доста работи кои што ве прималуваат, така да и самите ученици, самите деца кои ќе влезат во тој свет, доколку не бидат заштитени и добро насочени, можат да бидат злоупотребени и да бидат мета на многу работи. Она што е тренд и што е актуелно кај самите деца, и ние сме биле некогаш деца и млади, се што било во тренд, ние сме сакале да го искусиме, сме сакале да го пробаме. Така и со денешните деца. Тиктокот како алатка, што ја споменавме претходно, е една од најпопуларните во моментот, каде што се разбира, има и позитивни и негативни страни. Јас би ги потенцирал и позитивните страни, сите кои што имаат таленти и дарби ги пренесува преку самиот TikTok. Не треба да си некој актер кој што учествува во некоја си емисија или снима во драмско студио.
секој има можност да ги покаже своите способности и тука да биде препознаен од јавноста и да си добие слава. Но сепак тука се и негативните работи кои што се потенцираат, како што претходно спомена Весна, тука се брзите возења, тука се работите кои што се недолични и несоодветни. Сите сме криви. Сите сме криви за тој тренд, бидејќи работите кои што се поддржуваат, се потикнуваат и понатаму да се снимаат. И не само родителите, треба и општеството да се едуцира во однос на спречувањето, односно подобро да превенираме отколку да санираме понатаму. Постојат софтверски решенија кои можат да ограничат што може да биде достапно на електронскиот медиум. Има алатки кои што се нудат на интернетот и самите кориснички налози кои што се креираат се ограничени на возраст. Но тука децата никој не ги спречува да се презентираат како повозрастни и секако да го креираат тој акаунт. Понатаму има софтверски решенија кои што се нудат за да се спречат активности, како што се филтри на несоодветни зборови. Понатаму филтри на несоодветни страници кои што се рангирани како несоодветни. Секоја страница има своји тагови, односно обележја, каде што мора, како во телевизиските емисии, да биде обележена дали е соодветна за соодветна возраст. Така да и самите интернет страници, самите содржини, самите игри имаат предзнак за која публика се наменети. Но тоа никој не го контролира во однос на употребата. Бидејќи детето кога ќе се вклучи на интернет, да, ќе прочита дека е 13+, и ако нема 13 години, играта е интересна, но содржините кои што ги нуди, опасностите кои што се позади играта, детето не е умешно да ги види, бидејќи не е едуцирано и не е во психолошки развој и образовано за да тоа ги предвиди работите кои што можат да се случат. Затоа најбитна не е софтверската заштита и алатките кои што се нудат, не е битна ни контролата толку колку што најмногу може да влијае самото образование. Односно содржините кои што се нудат треба да бидат и едукативни во насоки на тоа како да препознаат насилство или негативни последици од самата употреба на интернет или на самите телефони. Содржините кои што сега ги има во информатиката, мислам дека се недоволни како предмет за да учениците се стекнат со образование. Исто така и родителите треба да се едуцираат, зошто? Затоа што родителот за да ги знае работите кои што се случуваат во самите игри треба да бидат дел од играта. Имам присуствувано, учествувано во онлайн игри за да ги следам работите на моето дете, односно со што се соочува кога игра таа игра. Верувајте, играта може да биде многу позитивна, може да биде едукативна, но онлайн присуството на корисниците е тоа што родителите не можат да го предвидат. Значи, самото вклучување во играта, веднаш имате присуство на карактери, на личности кои што шират омраза, кои што прават булинг на самите деца со самото присуство, како преку гласовно, така и преку самите карактери каде што тие учествуваат во играта. Насилството е неминовно во сите игри кои што се. Игрите се направени комерцијални, така да привлекуваат и корисници и потрошувачи во самите игри, така што се направени, искористени се деталите кои што примавуваат присуство на самите деца во игрите, затоа што се така направени да бидат заразни, како што ние кажуваме, и да привлекуваат се повеќе внимание и присуство на истите, затоа и децата развиваат зависност од компјутерите и од самите телефони. Затоа што сте така направени, временски ограничени, што повеќе си присутен, повеќе добиваш во самите игри и тоа не може да се спречи со контрола. Зошто? Затоа што ние може да го контролираме телефонот на нашето дете, но не можеме да го контролираме телефонот на неговиот другар, кој што ќе излезат надвор, ние мислиме дека се дружат, тие повторно пак ќе бидат присутни на самиот интернет, односно самите игри. Она што е интересно, еве мојата приказна, односно моето животно искуство. Јас на моето дете не дозволував да има контакт со телефони додека не почне некаде во градинка и се случи моментот кога беше отфрлено неговите другарчиња, бидејќи не можеше да се вклучи во разговорите кои што ги прават останатите деца. Така да мораше дозирано
да со моја контрола да почне да го користи мобилниот телефон, за сепак да не биде офрнено од она што е надвор и она што е дома како воспитување. Значи, кајшот не може да се стега толку затоа што од една страна правите проблем на самото дете да биде вклучено во она што е тренд, а од друга страна треба да го едуцирате и да биде насочено правилно како што треба да ги користи самите средства. Затоа реков едукацијата, но не само на децата, и на нас како професорите, и на вас како медиумите и на општеството треба биде постојана во однос на тој проблем кој што се јавува. Онака како што за возрастните се санкционира недоличното однесување и правењето кривично дело, така и за малолетниците треба да има одредени санкции. Законот за сајбер криминалот е исто така новина во судството, секаде се работи на таа проблематика, односно како да се препознаат сите тие штетни појави. Понатаму усогласување на домашното и меѓународното право, бидејќи тука не се само учениците и соучениците кои што учествуваат во мобингот, тука имаме и одредени категории на луѓе кои што ги користат социјалните медиуми за да дојдат до таргет групите кои што се достапни на интернетот. Значи, едукацијата мора да биде на сите нивоа, од друга страна и законските одредби треба да бидат усогласени. Вие рековте да постираме видеа каде што возат неограничено, односно со брзина која што е недозволива на тие места, но тука веднаш гледате дека има и реакции од задолжените тела на државата кои што се занимава со тоа. Исто така и појавите на несоодветно однесување на малолетниците на социјалните медиуми треба да биде санкционирано соодветно од институциите кои што се во државата. Така да не е дозволиво дете на малолетник да на социјалните медиуми презентира работи кои што се несоодветни, како конзумирање на алкохол, конзумирање на цигари и несоодветно недолично однесување, несоодветни зборови на неговата возраст. Истото треба да биде осудено прво од општеството. Како тоа? Секој канал, односно секој социјален медиум, доколку одредена група на луѓе го пријави како несоодветен за содржините, тој канал ќе биде блокиран, односно видеото ќе биде отстрането. Така да ние како општествена одговорност треба да влијаеме врз тие појави, значи треба да ги знаеме начините на кои што функционираат социјалните мрежи. Така да едукацијата е прво кое што ќе биде превентивно, а како помагала ќе се користат алатките кои што се нудат. Има безброј бесплатни алатки кои што ограничуваат како што е дневно користење на мобилниот и на компјутерот. Значи детето може да му се ограничи 1 час. Како ќе го искористи тој час ќе биде негов. Дали наеднаш, дали периодично, има такви алатки кои што го заклучуваат самиот телефон, не интернетот. Значи сето тоа може да се понуди на родителите, но колку се тие едуцирани да ги користат, колку децата се понапред од нив за да ги бајпасираат, односно да ги премостат забраните кои што им се ставаат како на телефоните, така и на компјутерите, и секогаш е опцијата да отиде на гости кај друго дете каде што нема такви забрани и да ги содржините неконтролирано да ги применува. Затоа треба, како што кажа психологот, се согласувам со него, да разговараме со децата, да видиме колку што имаме време, што се случува таму, па дури и не е лошо, односно не е страшно и да седнеме да поиграме некој игра што игра детето, чисто само доколку сакаме да дознаеме што се случува со она што е во нивниот свет. Исто така е потребно трендовите да се следат и во образованието. Примената на информатичките технологии е задолжителна според Министерството за образование и наука, односно 30% според правилникот треба ние да применуваме ИКТ содржини. Наставата секаде во светот е ориентирана спрема потребите на учениците. Како да ги видиме тие потреби ако не успееме да го живееме нивниот свет? Ако не успееме дека еден TikTok, ако не отвориме акаунт како професори, чисто да видиме што се случува и кои се тие работи кои што може позитивно да се искористат, а има многу позитивни работи кои што ги нудат овие мрежи, како што е развивање на предприемништвото, секое видео кое што е пригледано над милион следбеници се здобива со одредена награда, како медиум се станува во општеството статусот на познат јутубер,
може да придонесе доста бенефити како и реклами. Сето тоа е добра приказна, доколку реков пак се контролира, доколку тој јутубер мора да биде приморан да ги потенцира вредностите на општеството, односно содржините кои што ги презентира бидат соодветни за следбениците кои што го следат. Затоа реков има позитивни и негативни работи, наше е како општество што ќе искористиме, наше е што ќе ги едуцираме децата и во кој правец ќе тргнат. За да се спречат понатамошните последици, децата од најрана возраст треба да се едуцираат за предностите, но и за негативните страни, односно опасностите кои ги носи интернетот. Како да се научат? Секогаш велам дека разговорот е основно од кое треба да се тргнува. Разговорот значи една добра едукација и информираност на учениците, но не само во училиштето, туку и самите родители. Битно е јасно и конкретно децата уште од најмала возраст, иако сите знаеме и сме информирани дека не треба да биде тоа дозволено, да ги научиме децата за предностите од интернетот, социјалните мрежи и така натаму, но и за опасностите. Кога на децата ќе им се овозможи таа информираност, кога децата ќе добијат информации, верувајте дека голема ќе биде и нивната одговорност, доколку се побара, да и самите разграничуваат што од тоа ќе направат, што од тоа не, бидејќи тие имаат веќе добро објаснети, добри информации, како што напоменав за предностите и опасностите. Мораме ние децата да ги научиме и на одговорност. Ке зборувам и од аспект на родител, кога ние на своето дете ќе им го објасниме сето тоа упорно продолжува со нешто за кое сме објасниле дека не е во ред, мораме да префрлиме одговорноста. Да, добро, ти остани денес 10 сати на интернет, слабите оценки нека се множат или нека не се поправат, но твоја ќе биде одговорноста зашто тоа не си го сменил. Твоја ќе биде заслугата зашто на крајот од учебната година ќе останеш на полагање и така натаму, или пак ќе ја повторуваш годината. Сметам дека не треба постојано да се трча по децата и да се казнуваат со тоа што ќе биде интернетот исклучен, па ќе го контролираме ние, па сега колку време како, туку откако убаво ќе му биде објаснето, да префрлиме одговорноста на самите нив, да им понудиме избор. А што ќе одберат, секако ќе биде повторно, како што реков, нивна одговорност. Тоа се овие ситуации, не можеме за се да дозволиме, контролата е битна, ама контролата во следење. Какви содржини, ајде да видиме, ќе седнеме со своите деца, што гледа, како гледа, да поразговараме зошто тоа е толку примамливо за него, што е тоа што го привлекува да ги гледа тие содржини и така натаму. Многу е битна информираноста, бидејќи не секогаш децата, ајде да ги оставиме на страна социјалните мрежи и преку самото пребарување на интернетот се соочуваат на моменти да најдат на одредени содржини, фотографии, дури па и да се зачленат повозрастните во одредени форуми кои се можне ризични и опасни, бидејќи се несоодветни првенствено за нивната возраст, прават бум, хаос, страв кај нив самите, значи не се соодветни, не се моќно и доволно да ги разберат. Од тука потекнуваат и многу појави како што се тероризмот, зачленувањето, радикализмот и така натаму. Затоа велам, добрата информација, следењето, ама не доминантно, агресивно и не она постојана контрола на врз децата, дава добри резултати. Што е многу битно, значи отворената комуникација помеѓу детето и родителот, отворената комуникација во училиштето, довербата. Ние се трудиме посебно со децата што доаѓаат во прва година да стекнеме доверба и оние табуа што се присутни дека психологот е лош,
страшен и ќе не казни, да ги разбиеме, затоа што на тој начин се трудиме да добиеме довербата и да оставиме можност секој дете кој има проблем да дојде и да се обрати кај нас. Еве и ова е еден момент, значи таа отворена комуникација, сите претходни моменти, како превенција од секаков вид на насилство. Би сакала во овој дел да напоменам дека ние минатата година бевме дел од еден проект и се одржаа многу работилници на оваа тема. Нешто што беше за нас значајно е што на тие деца им оставивме можност да зборуваат. Видовме дека децата навистина имаат голема потреба да зборуваат за тоа со какви се работи се соочуваат. Значи на површина дојдоа многу работи, откривме и токму овие работилници едукативни представуваат исто така можност да го превенираме насилството. Беа поканети представници од секторот за внатрешни работи, од Центарот за социјални работи. Поканети беа и невладени организации кои третираат оваа проблематика. Зошто? Бидејќи преку самото објаснување на нивните протоколи на работа и преку самото нивно присуство, учениците ги информиравме и укажавме на можноста дека покрај училиштето, покрај родителите постојат институции кои се грижат и го третираат овој проблем и токму тие представуваа информација за можноста каде се може да го пријават насилството. Како да препознаеме дека нашето дете е жртва на насилство? Сметам дека е мощна, битна и важна информацијата за препознавање на одредени симптоми и реакции кај децата, доколку бидат изложени и се жртви на некое насилно однесување. Често пати децата развиваат и психосоматски реакции како резултатот на стресот, односно насилното однесување со кои се соочиле. Значи промени во апетитот, во сонот, децата одбиваат да се дружат, се повлекуваат, остануваат дома. Доколку насилството се случува во училиштето, одбиваат да доаѓаат во училиштето. Контактите социјални ги сведува на минимум. И во случаите кога тоа не се мокни родителите да го видат и да го препознаат и останува долго не третирано и не се реагира на време, се појавува една депресивна состојба во таквите деца. Ако и покрај тоа насилството продолжува, а ова сајбер насилство ја нуди таа можност 24 часовна, значи постојано да трае. Многу често имаме случаи на суицид, значи убиство на малолетни деца од самиот притисок кој не може да го издржат како последица на насилното однесување.